Днешното видео е именувано Мед и млеко. Дали живото е мед, старо мед и млеко? Надявам се сте добро и добре дойдохте на още едно видео или едно дружење со мене. Јас сум од Малешијата, така да зборуваме оригинално. Думаме оригинално, нема што да се правиме некој што не сме. Мед и млеко, избрах ја таа тема која што често имаме некоја, повеќето нас имаме некоја идеја дека живото е мед и млеко, дека живото се е окей. Не покрај морето, на прошетка убава. Дека живото е мед и млеко, дека се е подмажено, нема никакви проблеми. В реалноста не е така. Не е воопшто така. И затова и страдаме од после која реалноста не удари по фацата, која не шлакне јако. Си викаме, чекай сега, што биде, не е така. Разочувањата се големи. Значи, депресиите исто така одат нагоре. Поради това, што дек сме раснали, додек сме деца, гледали сме телевизии, филмове, емисии и ден денеска ни се представува некаква друга слика од това што стварно е живото. Живото во реалност и во како да кажеме, во превод е борба за опстанок, значи секојдневна борба за опстанок. Така да, ако очекуваме од тие мед и млеко, се лажеме самите себе. Реално живото е исполнет с предизвици, с пречки и целата поента и на нашето преживување това сега го надминеме, да го предизвиците да ги освоиме или да се адаптираме себе си кон преживување и живење во таа околина, пошто като човечки сустав сме многу склони на адаптација на околина, адаптација на околности. Така да, ако сте разочарани од живото, не е како што сте го замисливали, јас би рекол добре дојдовте во реалноста. Има сречни случаеви, има случаеви кои живото им е окей, али кажувам, значи в 99% од нас случаевите, че треба да се справиме со сите тие тешкотиви предизвици. Поради това е живото. И не е само това што живото да гледаме од негативна страна. Туку, hello, alright. Туку сето това да го прифанеме с отворени гради и с отворени гради го прифанеме и дека сето това не прави посилни, прави не нешто подобро од вчера што сме били. Да не си мислиме, мале, што се на мене ми случува, не ми случува на мене, случува се за мене, што мога да научим това, што мога да поучим од това, какво бенефит јас ќе имам од това кад го надминам. Не може да се плашите. Значи, това е убавината на живота. Што мога да надминам, да се тестирам себе си, да види живота колко може да ме тестира и аз колко мога да ги поминам тия тестове. И има една поговорка, вика, се одека лекцијата не се научи, ка беше? Да, се одека лекцијата не се научи, лекцијата ќе се повтара. Така ли беше? Да, се одека не се научи. Не, поуката, уствари, извинете, малко с превода од англиски на македонски. Се одека поуката не се извади, лекцијата ќе се повтара. Така да, што повеќе лекции надминуваме и седнем со них и ги решаваме, се по-лесно ќе поминуваме. И нема не се повтара толку често. Надевам се да уживахте, гледам да ги правя кратки видеа, дали ето интересни теми, некои ще се задлабочиме. Тук сме в Северен Велс, на Брего. Интересни местенца, крајбрежјето интересно.
И така, често дойдат тук на площадки. Шетайте, не шетайте, пешечете. Излезете, излегнете повънка. Мудруйте, мислете. Оставите малко социал медиа и свето да тече в надека тече. Ние не може да контролираме, али може да се контролираме себе си. Поздрав и убав ден!